Гледате Республика, видео подкаст. Ве поздравуваме од плоштадот Македонија во Скопје. И не случајно сме тука. Нашата денешна тема е што со проектот Скопје 2014. Јавноста е поделена по прашањето за иднината на овој проект. Па така можат да се слушнат ставови за уривање, дислокација на споменици, враќање на фасади, пренамена на веќе изградени објекти, но и мислења дека овој проект му е потребен на Скопје. На оваа тема денеска разговараме со професорот Минас Бакалчев, професор на Архитектонскиот факултет во Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методи, и Мартин Пановски, председател на Асоциацијата на архитекти на Македонија. Професоре Бакалчев, во вашиот блог пишувате дека Скопје 2014 треба да се заштити. Зошто? Не би требало да се влезе со предомисла во промена. Не би требало да се поново влеземе во парадигмата на табула раса, на она што е претходно изградено. Ни треба дистанца, односно може и обратно таа теза да се постави. Како и зашто треба да се заштитиме од Скопје 2014? Односно од преголемата постраственост кога говориме за една фаза од градот, преголемиот емоционален набор. Именно нас ни треба дистанца. Токму затоа мислам дека треба да се послужиме со она што се нарекува одложена пресуда. Да имаме една одредена дистанца преку која ќе може и конструктивно нагледаме на она што е направено во градот. Или на она што се вели прифаќање на тоталитетот на изграденото, на несаканото изградено. Она што Ортнер го вели како амнестија на изградената реалност. Преку тоа ќе можеме појасно да ги согледаме акциите што биле во минатото и она што треба ние да правиме во иднина. Значи, токму затоа се поставени таа поимовна тема на заштита на Скопје 2014. Господине Пановски, какво е вашето размислување? Дали проектот Скопје 2014 треба да се заштити или да се менува? Вака се, Скопје 2014 е буквално систематско ништење на еден урбан дел од Скопје и систематско ништење на поедини објекти кои што биле важни за и се уште се важни за Скопје и за Македонија. Пред се важни за фелата архитекти. Така да во ниеден случај не можам да се сложам. Мислам дека и поголемиот дел од колегите сигурно нема да се сложат со мислењето Скопје 2014 дека треба да се заштити и дека требаме со дистанца да го гледаме. Јас немам никакви емоции, буквално никакви емоции. Помина, тие ги имав 2010-та, значи дистанцата временска од 7 години веќе ја има. Јас исто не сакам веќе да разговарам за Скопје 2014 од овој аспект, сакам да влезам во оној објект и да го видам со какви проблеми самиот објект се соочува. Потребна е една широка дискусија, пред се стручна, потоа јавна, но струката прво треба да ги види објектите, да ги изанализира, да го каже својот став, кој што не мора да значи дека ставот е да се руши или да се дислоцира или било што, или да се задржи. Може дури да биде и едноставно една насока како понатаму со тие објекти, што понатаму да се случува. Во контекстот на ова што го зборувате, и новата влада најави дека започнува една широка дебата за можна ревизија на проектот Скопје 2014. Како вие гледате на оваа најава? Градовите со себе носат различни аспекти, само тоа правен, економски, просторен и така натаму. Се надевам дека ревизијата неба да биде инспирирана и сведена само на иконографијата на проектот. За мене е многу поважно ова што и колега Пановски упати. Многу поважно една вака попрагматична евалуација на проектот. Значи, дека нешто кога ќе се направи без разлика како ние го целиме, кажу добро или лошо,
Treba da imаме nekako povratno znanje, da učime od njega. Ne samo da go ništimo, nego napravili nekoj drugi ljudi. Kako ovaj kruh, na ljudi go pravili, učestvovali na različni način. Treba da učimo što znači. Považno je jedna evaluacija na performansite na gradbite. Direktno. Kako oni funkcionira сега. Da imаме тој диалог на континуит од проект, од замисла, градба и живење. Господине Пановски, што Скопје 2014 ќе значи во 2050 година? Што овој проект му направи на, како вие што го нарекувате, урбаното ткиво на Скопје? Целата работа е дека Скопје 2014 направи упад и повеќе штета во системот кој што го води градежништвото. Значи, промени на закони, за да се направи ова. Значи, имате околу 10 промени на закони во 3 години. На еден закон. И за тоа никој не ќе да разговара. Тоа ни е веќе нормална работа. Дајте да ги поставиме работите на здрави нозе. Веќе ова Скопје 2014 сега може да го видите низ сите градови во Македонија. Во различна иконографија, што кажувам. Не е битно. Битно е дека се узурпирал јавен простор овдека и тоа е сменет закон за да може да се узурпира јавен простор. Тие се пострашните работи. Да видиме како се смениле законите, кој ги сменил законите и така натака и така натака. Тоа е главниот проблем. А за Скопје 2014 во 2050 се надевам дека до 20 ќе се занимаваме понатаму нема. Професоре Бакалчев, кои се вашите замерки како стручна јавност на проектот Скопје 2014? Па ми се чини ова една од најважните замерки е во тоа што не воспостави еден вистински диалог со стручната јавност. Повеќе наливкуваше на еден монолог или повеќе на некаков технички диалог во реализацијата, во фазата на реализација, не постоеше оној вистински диалог, не се отворија вистинските прашања каков град ни треба на почетокот на 21. век. Знаете, Скопје на крајот на 20. век е град со низа противречност, токму од незавршените циклоси на модернизација. И едно прашање околу чинењето на овој проект. На почеток беше најавено дека за Скопје 2014 ќе бидат потрошени 80 милиони евра, меѓутоа според пресметките и анализата на Балканската истражувачка мрежа, до сега е потрошено 8,5 пати повеќе или 683 милиони евра. Како вие гледате на овие цифри генерално, но и од аспект на квалитетот на она што е изградено? Колку пари се потрошени е едниот разговор. А колку вистински чини, то допрва треба да ја види ревизијата. Значи, дали ова е платено толку колку што кошта или е преплатено. Потоа да видиме дали е квалитетот добар. Во некои објекти веќе се гледа дека квалитетот не е добар. И уште една, која што јас многу вака не како архитект, како граѓанин, дали мене ми е потребно панорамско тркало. Кој одлучил да има панорамско тркало и да се потрошат мои пари за тоа? Тоа е исто еден добар аспект со кој што ќе треба да се занимаваме како граѓани, не како архитекти. Професоре Бакалчев? Има тука уште нешто кој е прашање, мислам, што не е директно поврзано со цената на чинење, што е нешто, има една скриена појава на поместувањето, на водењето на проектите од инженерите кон менаџерите. Кон менаџирањето со простор. Односно, водењето, инженерското водење на проектот, и она што е компетенцијата во проектот, кон она што е некакво менаџирање со просторот, со земјиштето, а повратно имаме промени и во
обществената херархија, односно поделбата на трудот. Инженерите, архитектите се сведени на извршители на нешто, на нацртање на убави фасади. Одземено им е она што беше во основа на нивната дејност, на стварањето на стратегии, на проекции, на проекти, веќе кои нештата ќе се реализираат. Има ли овој проект и добра страна? Што мислите? Дали овој проект му донесе нешто добро и на Скопје? Именно затоа ни треба малку дистанца, малку да се посматра, да не е заземен еден псевдоелитистички став, дека све е негативно. Затоа што која ќе ни биде референтната основа? Што ќе биде добро тогаш? Нешто што наредно некој ќе направи? Не е. Знаете, тоа се една спирала. Од и различните спојови на модернизација на градот го ништеа градот во потполност. Во потполност го ништеа градот. Така да тоа еден момент тоа треба да го видиме као целина. Точно во однос на комуникацијата, на наративноста на градот, на популизмот, популистичко место, ги следи трендовите, воопшто трендовите на стварањето на центрите на градовите, светските центри на едни тематски паркови. Ете, тоа се тематски парк, ова е сега историски тематски парк. Како некаква она дизнификација на центрите на градот. Меѓутоа, треба да знаеме дека тоа не е само домашен феномен. Погледајте ги сите градови. Сите европски градови ќе видите дека тоа има една хиперреализам во центрите на градот, кој што е неприроден. Ова е направено тоа со некаква грубост, со некаква арбитрарност. Меѓутоа, мора да сме свесни во кој контекст, каде се наоѓаме, каде ни е простор, како треба стратегија, тактики да делуваме и во однос на тоа. Така, добро. Господине Пановски, ваше мислење? Па единствено добро што направи Скопје 2014 е што мислам дека им ги отвори очите на луѓето, на граѓаните на Скопје, почнаа да се занимаваат со нивниот простор, почнаа да пратат современи текови на архитектура, луѓе кои што не се архитекти зборувам, така да со ова после почнаа и да се занимаваат дали имаат дрва во Карпош, дали имаат велосипедски патеки доволно, така да тоа е единствениот добар момент во Скопје 2014. Прелеа чашата. Не можам да се сложам дека се современите центри нешто што овде ни се случува, бидејќи таму се случува со некои приватни пари, овдека се случува со наши пари. Така да во истово, значи можеби дистанцата е тука, го имате Тепе Мало, дека позади брдото, каде што нема услови за живот. Значи вода, канализација и така натаму. И ние како држава се занимаваме со ова. Така да не сакам да ја гледам целата приказка дека окей е, па ќе ја видиме и така натака. Не, страшна е приказката. Потрошени се многу пари за работи кои што на оваа држава не се потребни. Така да единствен добар момент е што почна во јавноста да се разговара за просторот за архитектурата и така натака. Се надевам дека тоа ќе оди ќе продолжи понатаму и веќе гледаме дека инвеститорите, поготово помладите, веќе се едуцираат на некаков начин во областа на архитектурата. Тоа е единственото добро нешто од Скопје 2014. Друго не можам да ви извадам. Ви благодарам на двајцата за вашето учество во дебатата.